Почитувани Груевски ДПМН во очи и паника од неминовен пораз кој им следи на 5 јуни, очигледно не знаат да прават разлика меѓу држава и партија. Сето она на кое ние упатувавме во последните 5 години, сега во изборната кампања, испливува на површина. Срамно и безобразно е Груевски ДПМН да ги користат институциите за партиска промоција. Срамно и безобразно Груевски ДПМН се обидуваат да ја приватизираат државата. Последниот случај е скандалозен. Груевски на владин меморандум им се обраќа на носителите на јавни функции и на други одговорни лица од администрацијата, наложувајќи им како да се однесуваат за време на изборите. И замислете, во ова писмо на владин меморандум повторно се повикува на ставање крај на транзицијските политичари. Како да не беше доволно кога пред 2 години истото го направи во својство на претседател на партија, сега во својство на премиер ја става владата во функција на кампањата на ДПМН. Она што започна со скандалозното писмо од членовите за финална пресметка со наводните транзицијски политичари, сега Груевски го надгради и прошири со нов повик до државната администрација. Стравот од поразот на изборите ги тера Груевски фамилија да си даваат автоголови. Забораваа дека секоја вечер рака под рака на митинзите на ДПМН, Груевски оди со најголемите транзицијски профитери. Оттука за какви црни транзицијски политичари пишува премиерот во заминување кога јавно се гушка со Дзинго, Стојменов и Амди Бајрам, кои се синоним за македонската транзиција и тие најревносно го бранат неговиот лик и дело. После ова нема никакви сомнежи. Груевски се вплетка во социјалната мрежа. Со ова писмо станува јасно дека тој лично е нарачател на скандалозните списоци за вербување гласови во корист на ДПМН од редовите на државните службеници. И Бадијала се обидува вината за списоците да ја префрли на партиските војници на ДПМН. Ова писмо на Груевски е признание дека тој лично е идеолог и налогодавач на притисоците, заканите и уцените врз вработените во јавната администрација. Премиер Ептен забегавте. Добро е што граѓаните ќе ве трпат уште само 7 дена до денот на изборите, а потоа ќе ве казна за вашето непримерно однесување во последниве 5 години. Денеска повторно ВМРО ДПМН излегуваат со најсмешната афера во последниве години околу имотот на така наречениот имот на Бранко Црнговски од 79 година. Јас сакам повторно да кажам дека со ова излегување денеска на ВМРО и вчера јасно се покажува дека има спрега која што почна со Дневник, продолжи во Сител и во Канал 5 и сега завршува со ВМРО ДПМН. Таа спрега е јасна, од првиот ден го кажавме тоа и сега веќе се гледа дека целата така наречена афера била монтирана во штабот на Никола Груевски и Мартин Пордуѓер. Благодарам, поздрав.